Проблемот со жените е проблем сам по себе, освен ако по нивните карактеристики некоја не се издвојува по толкавата храброст што веднаш се трансферира во некоја средна родова група на која демек природно му припаѓа оној пол кој според стереотипите се третира како посилен. Машка жена во Пробиштип сама му го даде џуапот на крадец со пиштол. Тоа што на тие силни припаднички на понежниот пол наместо овој микс од придавки најмногу им прилега именката змеј, која за жал е од машки род, не значи дека тие не им го земаат приматот на оние што барем од биолошки аспект имаат појака структура дури и во сегменти каде нивната улога до пред некое време беше речиси беззначајна. Повеќето жените ги прават најголемите прекршоци и они се мислат дека се само они на улица и они имаат предност од воза. Повеќето од нив се проблемите што доаѓаат. Се разбира, еманципацијата ја привилегира нивната позиција во општеството, па дори придонесува некој од нив преку политиката, паралелно да работат на повеќе позиции и благопријатно да думаат како директорки или како советнички, но без да отстапат од нивниот навидум граѓански активизам во кој за жал доминира ретроградноста и враќањето на голема сцена на постулатите на машкоста и тоа не каква било, туку она од која секој нормален би требало да зазира. Македонија вработува 2, кој што е продолжение на Македонија вработува 1, повторно дава позитивни резултати. Гледам на социјалните мрежи пишале, за него спомнуваме Ќосето. Ќосето не бил жив. Трендот, односно континуитетот покажува дека овој проект е се уште атрактивен. Атрактивноста на проектот на живите вработени ќосиња изгледа дека толку издишува, бидејќи машката публика кај нас дури на социјалните мрежи е толку индиферентна, штом главната кодошка улога во пресметката со архинепријателот, како што традиционалните медиуми редовно ги пренесуваат нивните Facebook статуси, ја имаат пак тие. Луѓе мои, од СДСМ со вреки пари одат низ теарце и купуваат луѓе за да гласаат за нив во недела. Каква пара се истура низ селово за људиве да гласаат за СДСМ у недела? Имам роднини во Теарце, ми кажаа дека луѓе на СДСМ веќе почнале да нудат пари за гласови. Овој женски аларм сепак беше значаен за повторно да се возобнови таа никогаш раскината машка војводско-комитска врска, која преку познатата изборна технологија одработи символичен пораз или победа, кој со шушкањето на двата прста беше и најавен само еден ден пред конечната одлука. Таму треба добар изборен инженеринг, прво да натерате минимум 90% од луѓето да излезат на избори, а тоа треба јак мотив за 90% да излезат на избори. Сепак останува уште барем еден колоквиум пред јануарската испитна сесија, за чија оценка според предпоставките ќе се борат оние кои знаат што се вредности, со оние кои сакаат сите да ги држат во незнаење. Колку македонцеве ние појма немаме за Европска унија, ама ич. Македонците ја доживуваат, па не само македонците, србиве и бугариве кои влегоа, албанците, босанците, сите, Европската унија како некоја религија. И на крајот, и за таа религија, но и за таа власт. Смешно е како покриен некој, како покриен поп некој. Нема ништо почудно во земја која донесе закони и водеше кампањи против абортус, да биде презервиран баш таткото на нацијата. Или тоа е само символичен гест, дека и Олимпија се еманципирала.